Здраво! По завршувањето на Макфест минатиот викенд некако се отвори темата за поентата и иднината на македонските поп фестивали. По овој фестивал, кој што предизвика многу внимание, многу интерес и многу критики, се отворија и различни ставови. И јавноста, и медиумите, и музичката критика согласни дека фестивалите нудат се послаб квалитет, дека и интересот на искусните композитори и изведувачи е се послаб, а квалитетот на понуденото крајно дискутабилен. Токму затоа и денеска ја продолжуваме оваа тема. Со нас во студиото се добро познатата Кристина Арнаудова и Милица Джаровска, долгогодишен новинар од Вест. Добре дојдовте. Секако и вие може да учествувате во оваа дискусија преку Твитер и Фейсбук, добро познатиот хаштаг #ZebraMK. Кристина, те гледавме со твојот одличен настап под наслов "Земи ме", но видовме дека се што успеа дебитантите да ти ја земат пред нос победата. Како се случи тоа? Дали беше изненадена? Вака, најпрво добро ве најдов. Драго ми е што сум денес овде со вас. Па да почнеме, нели, за тоа. Да се разбере. Мислам, јас таму не отидов да победам. Не отидов да се борам за награда. И никогаш тоа не сум го направила на фестивал. Јас имам еден принцип на работа, а тоа е да си има песна. Песна што ќе остане. Значи има разлика помеѓу песна направена за победа и песна што ќе се памети. Значи има еден шаблон за правење песни, особено на Макфест, шаблонски се прават тие песни за победа. Значи треба да е театрално, драматично, со многу викање, со многу пеење и така натаму. Значи Ристо Самарџиев е цар за тие песни. На него може да му се симне капа во однос на тоа. Јас свесно и знаев што пеам, јас ја напишав сама мојата песна заедно со Бојан Трајковски од IQ. Знаев точно каква песна пеам, знаев дека тоа не е победничка на Макфест, бидејќи публиката таму е една поинаква публика, значи која што гласа за така малку подраматични песни. И сосема свесно отидов таму, но од друга страна јас сосема точно знаев дека имам хит. Значи тоа е песна која што е карактеристична за мене и која што јас можам сега десната рака да ја дадам дека ќе остане и после многу години. И која што и самите се сведоци. Значи. Апсолутно не. Не. Значи не само што не сум огорчена, како да ви кажам, ќе бев изненадена ако освоев нешто. Ви кажам, значи таму има тертип како треба една песна да изгледа за победа. За победничката, значи таа пееше во првата вечер после мене и бидејќи стигнав многу касно, јас ја слушнав всушност само неа, бидејќи пееше после мене, одлично пее девојката. И посакувам се најдобро во иднина. А тие други останатите кои што ги земаа наградите не ги знам, нити ги видов, нити ги слушнав, а не ги ни познав. Што е со оние куларски муабети дека победникот на Макфест го одлучува оној кој што ги има билетите од публиката? Дека тоа е она. Има ли вистина во тоа? Па публиката гласа, кој друг може да го одлучи? Во смисла ако некој ги купи 200 билети, тој може да одлучи. Па тоа е практично можно. Ама јас не знам кој може некој да го направи. Да, зошто би го направил? Мислам, зошто? Веројатно некој што стварно сака да победи може. Јас сум пробала да си купам за себе си 10 карти и сум успеала да си купам 8. Ме разбирате? Значи ако некој може, ако стварно толку многу се потрудил да најде, еве со 150 карти имаш победа, то пеки. И ако вака ќе ви кажам нешто, ние дома не јадеме статуетки. Ме разбирате? Значи ние јадеме храна со која што се купува со пари. Јас живеам од песни, ја не живеам од статуетки и од награди. Значи тоа е главната поента на моја и на секој пеач би требало тоа да биде главната поента. Мене ми треба хит, не ми требаат статуетки. И во ниеден момент во мојата кариера не сум се потрудила да купам карти за да победам. Тогаш која е поентата на самите фестивали? Што треба, еве Милица, со години следиш музичката сцена македонска, која е поентата на фестивалите? Да извади, да промовира нова звезда, да извади хитови, да промовира нови пеачи или на звездите да им го истапка местото, па да овозможи нови настапи кои што, како што вели Кристина, ќе бидат и соодветно наплатени, бидејќи што овозможува наградата е? Се помалку, јас мислам дека оваа година организацијски е малку тоа површно кампањски направено. Секоја чест на легендата Драган Мијалковски и на општина Штип, која што ете го презема кормилото за тоа што Макфест е штипски фестивал. Меѓутоа еве, звезди немаше. Тоа треба и самите звезди да се запрашаат зошто ја немаат доблеста, како Кристина, например, или Маја Вукичевиќ, да застанат рамо до рамо со тие дебитанти. Јас тоа би го решила поинаку. Ако веќе дебитантите сакаат да се промовираат на фестивал, постои дебитантска вечер, постои вечер на звезди. И таа суета која што веројатно
не знам, се гради во текот на градењето на кариерата, треба да ја остават на страна. Ако имам песна, ќе бидам фраер и ќе се сносам со победата или со поразот, нели? Така што јас мислам дека на Макфест, ако мене ме прашате, ми се допадна тоа старо раководство на чело со Стојан Троицки, а ми се допадна и од друг аспект организацијата на Јован Јованов и Кристијан Стефановски го подигнаа Макфест на друго ниво, сценски, технички. Значи дека зависи и до организаторите кои треба да најдат некој начин да ги потикнат и композиторите да направат поквалитетна песна и звездите кои што луѓето, гледачите сакаат да ги гледаат и да ги слушнат. И пред малку зборевме и вртевме, така да кажам, по фајловите, нели, за музика и низ годините и не можевме да се сетиме на последната голема звезда која што ја промовирале фестивалите. Не може да се сетам ни јас со вас, ево, освен Дуле Коки. Пред колку години? Пред 10? 90. Некој што станал звезда на Макфест? Не само на Макфест. Значи, на звезда која што некој фестивал Или Скопски. ја изфрлил, да. Значи, па мислам дека Тоше Проески беше познат пред Охридски трубадури, не ете. За жал не можам да се сетам некој што го знаеме како тој и тој, што е познат од тој и тој фестивал. Дали Тоше Проевски некогаш победил на Макфест? Не. Ете. Беше ли ова најлошо издание на Макфест досега? Ме ставате во малку непријатна ситуација. Најлошо не, можеби најлошо не. Не можам ја да ги знам сите години за да утврдувам. Може би беше малку погрешен концептот. Значи таа дебитантска вечер не сме, ако веќе мислите да се пријават толку дебитанти или непознати имиња, не мора се, значи некаде некогаш што пееле, морате да имате таа дебитантска вечер. Затоа што ќе гледаат, оставите ме мене, значи јас како се чувствувам како пеач или некој мој колега. Значи тоа се на страна. Публиката пред ТВ екраните и во салата. Значи неа треба таа публика треба да се испочитува. Значи тие сакаат да дојдат на фестивал. Значи ставете го тука на пример Сан Ремо или некој друг таков Белвизија. Значи сакаат да гледаат звезди познати. Дајте им шанса на дебитантите. Апсолутно и јас некогаш сум била дебитант и некој некогаш ми дал некаква шанса, така? Ама не може тоа да бидат 15 дебитанти. Значи не можно е тоа технички. Значи јас мислам дека тоа беше најголемиот пропуст. Ја воопшто не сум фестивалски пеач. На една рака се бројат фестивалите кога сум пеела. На Скопски оваа година ќе пеам за прв пат. Не се пријавувам на фестивали. Ја за жал или за среќа или не знам како, можеби е смешно, ама јас го немам тој победнички дух. Ме разбирате, ја не одам таму за да победам. Мене тоа не ми интересира. Јас сакам да имам песна и тоа ми е најважно. Можеби ми фали, можеби тоа е негативност, не знам, во мојата работа. Ама еве оваа година така интуитивно се пријавив на Макфест, не ми интересираше кој ќе пее, не ни прашав кој ќе пее. Јас дознав 3 дена пред фестивал, на таа пресконференција, видов на список дека никој не знам. Тогаш Беше разочарана? Не, бев изненадена, можеби разочарана, мислам. Не знам како да ви кажам, не ми е проблем да се појавам на сцена. Прво јас како веројатно предизвикот кога се надпреварувате со звезди, со имиња, многу докажани музички. Точно. Друга енергијата која што владее таму. Јас на овој фестивал имаше стварно супер што пее. Јас не сакам да ги потценам тие деца и млади кои што допрва ќе дојдат. Ама таа енергија која што владее кога се осеќате некако сите рамноправни, тоа ми фалеше. Да. Опште впечатокот дека македонската поп музика моментално е во криза. Дали тоа што Скопски воведува големи парични награди кои што се најавени може да влијае да се пријават повеќе звезди, да ја стимулира исто така и автори? Дали меѓу другото тоа е повод што се пријаваш прв пат да пееш на Скопски? Мојот повод? Јас имав песна која што ми стоеше и која што кога се распиша конкурсот, знаев дека е фестивалска и дека сакам да ја отпеам. Кога се распиша конкурсот со наградите, сватив дека многу мои колеги ќе пеат. Знаев дека тоа ќе биде моментот кога ќе се го предизвика, кога ќе се почувствуваме сите рамноправни таму. Ме разбирате? Значи тоа го сакам кога ќе излезам. Да ги не се плашам од конкуренција, сакам да има добра музика, сакам сите мои колеги да имаат добри песни. Тогаш ќе биде сцената најјака, најдобра ќе биде. Ќе имаме сите работа, ќе имаме сите пари, ќе имат луѓето хитови, нема веќе да се жалиме како нема музика. Тоа е тоа што Макфест требаше да го направи. Значи сите ние живееме, вие живеете од плата, таа живее од нејзината плата и ние живееме од нашата плата, така? Ние ова го работиме. Значи сме почнале додека сме во студиото го правиме со љубов, емоција, енергија. Но тоа е пазарна економија. Кога ќе излезеш на пазар, тоа треба да го наплатиш. Значи тоа е работата. Ова мислам дека е Скопски фестивал во проектот на владата и мислам дека е одличен чекор. И дека генерално ако така се тргне, дека и сцената ќе се врати. Сите ние ќе се надпреваруваме кој ќе направи подобра песна.
Ете го Да, мотивот, да. Ете го мотивот. Тоа е нормално, тоа не е само во Македонија, дека ние нешто сега се потепавме за тие 20.000 евра. Секаде во целиот нормален свет е така, така? Да. Девојката пее убаво, има некој глас кој што ме потсетува на некого, меѓутоа повторно ќе кажам поради тој квалитет не можам да се сетам на кого ме асоцира. Текстот не знам каков и не можам да кажам дали песната ќе биде хит. Иако не верувам, затоа што одамна не се случило некоја фестивалска песна да биде хит. Одамна, навистина дури не само фестивалска, па ми се чини дека ние сме немали хит и мислам дека е проблем еве сега се најавува дека ќе биде радискиот фестивал Марс. Проблем е да се одберат хитови. Навистина јас не знам која е таа песна која што кај нас може да биде прогласена за хит на годината. Мислам дека во Македонија успех како успех, мислам дека не може да се постигне нешто, кој знае колку, бидејќи прво ние немаме пазар за успех, мислам за на музички пазар. Успех, ако ме прашуваш, значи конкретно што е за мене, е за да успеам значи негде надвор, дали во Европа, дали негде во светот. Тогаш тек тоа ќе биде успех за секој пејач што нели ќе излезе од тука, а сето дека си тука додека пробуваш, дека те тапкаат, односно некој ќе те тапкаат, некој ќе те газат, некој ќе те сопињаат, нели сето тоа е оној успех, али лажен успех кој што го не знам. Да, еве ја ќе направам утре CD албум. Кој ќе го купи тоа? Може некој ќе ги сака моите песни, ама зашто да ги купи кога може од интернет да ги снимне бесплатно? Така да тоа не функционира кај нас и мислам дека некој ултимејто на успех дека не може кај нас да има. Александра, околу надпреварачкиот дел, ти како новинар сега кај Скопскиот фестивал ќе се создаде или за очекување се создаде голема конкуренција бидејќи многу пари се во игра, значи 35.000 евра вкупен награден фонд, 20.000 евра за прва песна, 10 за втора, 5 за трета. Значи ако до сега ваков тип на скандали се случува за нешто што е помало, кажи ми што очекуваш да се случи еве на нешто волку големо што до сега не се што. Не, до сега нема што се нема случајно, значи позади сцената. Да, ама ова е веќе нова димензија му дава на веројатно са некоја масовна тепачка. Не, се шегувам. Навистина не знам и ова ми е оваа новина која што ја прочитав ми се чини вчера. Буквално во прв момент помислив дека некој се шегува, затоа што таков фонд на награди кај нас до сега немало. И навистина мислев дека се работи за шега. Дај Боже да си ги добијат победниците парите, дај Боже се да биде како што треба и конечно тоа да им биде мотив, ако веќе ништо друго не може да им биде мотив на авторите да направат добри песни. Тука ние го светам многу на поинаков начин фестивал како надправа. Зашто мора да е надправа? Мислам дека би било супер да биде фестивален како ревијален дел кој што Македонија ќе биде само со тој еден фестивал и ќе вложи многу значи во тој фестивал. Ќе го добие најдоброто. И ќе го добие најдоброто. Значи со тоа што ќе си има и супер песни кои што нели ќе бидат понатаму и хитови, ќе има супер значи изведувачи, ќе има супер песни. Колку песната, а колку звездата еве допринесува за нешто да остане, стане хит, дури да не победи на самиот фестивал. Ако може режија ќе ве молам да погледнем уште еднашка дел од твитовите на нашите гледачи во додека ја следат значи емисијата, ако можете да погледнете ги бараат, значи 15 години се уште им текнува на не знам група како Магија, Ексклузив, Ребека, Ерзана, таму некој го бара Ристо Бомбата и така натаму. Значи нема да слушнете дека велат ви текнува на онаа песна од пред 2 години, сега да не кажам или тој изведувач. Некако се уште луѓето за македонската поп музика ги врзува оној период пред 10-15 години. Мислам дека луѓето сепак се врзуваат за песна, ама важен е и пакетот, важен е кој ќе ја донесе, важно е кој ќе ја донесе таа песна. Еве на пример, ќе ви дадам еден пример што нема врска со Македонија. Северина е толкава звезда, има некоја песна Хурем кој што сите велат песната е глупава, песната е смешна, ама е Северина пак и простиме. Значи мора да се знае кој ќе испее таа песна, како ќе испее и каква е таа песна. Па и Хелена Благне не беше позната во Македонија, кога испее Кога те нема, па остана како еден евергин. Што е со обратното? Што за девојката која што победи Александра Јанева, ако не се лажам, ќе значи оваа победа? Ќе лансира ли ми се допадна многу таа песна, Кристина убаво рече дека е фестивалска. И јас лично како слушател сакам такви песни на фестивал, со викање драматични, со таков еден концепт фестивалски. Од неа зависи и од низиниот тим како ќе работи, дали ќе работи понатаму, дали ќе има, дали ќе понуди квалитет. Мене ќе ми биде жал ако биде уште една од оние инстант звезди кои победиле на фестивалот и веќе нигде ги нема. И
до година ќе ја заборавиме. Не би сакала да биде така затоа што таа девојка мислам дека барем вокално има квалитет. Да. Лично него следе фестивалот бев на одмор тие 3 дена. Како и целата држава, впрочем. Да. Се обидов на немав ни мтв таму каде што бев, па се обидов преку Зулу да најдам некако да го прославам фестивалот, ама ете, немаше пренос, нели? На што се должи кризата во на македонската музичка сцена? Не знам дали Ако се авторите согласувате дека голема имаме криза. Не памтам последен пат кога сум рекла паѓам во несвест од оваа песна. Каква песна или каков? Па веројатно или инспирација или мотивација, еве, да се надеваме дека на Скопски фестивал ќе одиме некој чекор понатаму. Да, како што кажа и Кристина, кој ќе ги споредите, квалитетот на песните, значи настрана пакетот, но квалитетот на песните, квалитетот на продукцијата на македонската поп музика актуелна во последниве 5 години, да кажеме, со еве да не одиме со светските хитови, но да се споредиме со Беовизија, со Сан Ремо, кои што се баш во тој сегмент како нашите фестивали. Каде е нашиот минус и зошто е таму? Може би недостасуваат и песни, подобри, може би недостасуваат подобри рефрени, ама сето тоа е еден магичен круг, значи во меѓувреме згасна многу медиуми, згасна емисии, нема каде да се пласира македонската музика, па во меѓувреме и дури ако излезе добра песна, нема каде да се изфорсира затоа што песната многу ретко сама од себе станува хит. Значи мора некој да ја направи таа песна хит. Кога ќе се види дека некоја песна има капацитет, да, имаше не знам неброено, кога ќе извадев песна, ја не можев 2 недели да застанам од снимање, дневно снимав и по 2 емисии. Значи топ листи на една, на друга, па шоу програми, па ја немаше крај снимањето, значи емисии, промовирањето на песната и на музиката. Сега тоа не се случува, па не можеме да кажеме дека само лоша музика имаме. Не сме ни сигурни каква музика имаме, пошто ја немаме ни слушнато. Што е со она обврска на радијата да емитуваат македонска музика? Дали тоа не помага во ситуацијата? Не знам како да ви кажам. Радијата не сум сигурна сега дали имаат обврска, значи дали е почната таа законска. Имаат законска. Имаат. Ја знаете кој момент многу ми изненадува, значи сите тие тврдат дека ние немаме добра македонска музика, дека странските пејачи се хити, они го пуштаат тоа кое што слушателите го бараат, така. И при тоа пуштаат песни кои што се по 10, 15, 20 години стари. Значи, ако ние сега немаме добра музика, добро, тогаш можеш наместо Здравко Чолиш да го пуштиш Владо Јаневски, кој што имаше одлични песни пред 10 и 15, 20 години. Можеш наместо Бело дугме да ги пуштиш Лепи сол, кои што имаат одлични, можеш, мислам, ајде да не изборам. Значи, има многу кои што може да ги пуштиш ако веќе така го правиме муабетот. Дека сме немале, дека сега немаме сцена, па имаме многу лоша музика. А нас проти тоа пушташ стари ју песни. Мислам, не знам каква е таа ју носталгија. Не можеш да кажеш дека само публиката е крива. Ние тоа го наметнуваме, тоа тие по цел ден го слушаат, така е. Кој е мотивот да се форсира таква странска музика? Дали тоа е недоволна свест или сите тие имаат изговор дека тоа е публиката што го бара. Ама публиката го бара тој кој што цело време го слуша. Тоа е најпроста психологија на човек. Затворен круг, има простори за едните и за другите. Апсолутно, да. Има простори за концерт на Здравко Чолич, има простори за концерт на... Ништо против нивните концерти тука. Ама не можеш тоа да го форсираш и така вулгарно да го правиш на штета на цела македонска култура. Значи не може ние да се бориме за некаква име и за култура и за историја кога цело време ние се негираме себе си. И не зборам тука само за музиката, воопшто за македонската култура. Цело време тврдиме дека немаме звезди, па немаме, нормално, како да ги направиме, никој не ги гради тие звезди. Тогаш кој е плафонот на еден музичар во Македонија, ако веќе зборуваме дека својот успех не може да го мерите по бројот на продадени цедиња или по бројот на насловни страни во медиумите, кој е оној плафон кој што еден музичар сака да го достигне во Македонија и може да го постигне? И што после него? Награди, број на награди. Истиот мобет пред некое време го прави со една другарка и она ми вика, добро, како тоа се мерите вие кој е популарен во моментот? Како е тоа? Да. Значи не продавате, немате продаени CD-а. Генерално е тоа момент колкав голем хит имаш во моментот и колкав број на настапи имаш во моментот и колкава ти е пазарната цена. Значи нема друго мерило. Полна сала можеби, вистински концерт, дај Боже сите да ги имаат. Ете така, ама тоа многу одамна не се случува. Значи тие концерти се некако фиктивни. Ќе отидам јас во музичка продавница, ќе речам, сакам да се купам CD од Кристина. А тоа сум го правила на 15-16 години. Сега ги добивам нели гратис на промоции, ама ако ми се допаѓа песна,
се случувало еден период да не сум на работа, еве бев на породилно и реков сакам да одам на концерт на Каролина. Не се јавив на организаторите, отидов се купив карта како публика и тоа е, мислам, ете, полна сала, нели, желба да се купи албум а изведувачот и авторот треба да понуди квалитет. Точно. Колку изведувачи можат некој да да наполнат подржи тоа. сериозна сала? Јас би Концертна. сакала сите да наполнат јас. Много мало. За Но, мене но повеќе реално, работа и за нив. но реално, Колку во моментот имаме такви на сцената? Малку. Калиопи, не знам. Каролина. Обидете се, ајде. Реално во моментот Обидете се. ниту еден, да, не полни. Сала без подредени карти. Да, Ако за жал. сме реални, ако сакате. зошто? Да. И нема интерес кај Тие публиката? направиле концерти, затоа ги кажав. Не се подготвени, Елена направила не е концерт, подготвена Ламбе јавноста, направила. публиката да плати билет. За жал. За жал. Се враќаме на претходниот муабет. На македонска ги губиме, не ги музичка одржуваме звездите кои што ги имаме, немаме простор за нив, престануваат да бидат звезди, немаме повеќе звезди, еве сега имаме некаква иницијатива сите заедно да почнеме да од нула и да се вратиме назад. Немаме култура веројатно за слушање на само наша музика. Попрво би седнал некој да одгледа турска серија на телевизија, отколку да отиде на концерт на македонска Може би музика. се гледа со подценување кон Да, македонските наместо биде музичари. љубопитен, да си рече, да видам што е. Па макар и да е лошо, ете. Да, бар ке знам како не Бар ке треба. знам, бар ке знам што да зборувам на Facebook, нели? Ако сме таква нација. А кога српските пејачи доаѓаат тука без никаква тенденција да звучам националистички, меѓутоа кога странски пејачи доаѓаат тука, се купуваат и се продаваат Имаат карти. хитови. Имаат хитови, за жал и за среќа имаат хитови. Значи нивните Не медиуми си- си го одработиле своето. Да. Добро, ја не Хитовите сами не стануваат хитови. Значи не само нивните, туку и нашите. Значи кога нашите радиостаници ќе видат дека еден пејач пуштил нова песна и дека е хит, одма во моментот ја пуштаат тука. Ама да, и, старите песни. реално ако сме реални и наш пејач ако направи хит во Србија, тогаш ќе почне тука така да се И пушта. уште много. едно прашање, значи имаме, според вас кои песни годинава може да се издвојат како добри песни? Значи претпоставам не се однесува само на фестивалите, На цела година. на 2013 година. Можете ли да издвоите 3 македонски хитови? Мене ми се допаѓаат многу IQ, јас сум нивен фан, тие се мои соработници и луѓе со кои што заедно настапуваме. Ги сакам Пеперминт, ми се допаѓа Каролина, Калиопи си е константна. Но хитови можеш да издвоиш? Боби баш ми е гајле, од IQ е хит. Пеперминт имаат Девојката со супер. точкот. Да. Ете, тие млади бендови исто. Да, ја најпрво би ги споменала тие помладите, затоа што сум за тоа да се слуша различна музика и да има секогаш, значи да им се даде простор на тие кои што се добри, да не се. Еве сега се ближи македонскиот радиски фестивал. Мислам дека еве и таму постојат некои Тамара, пејачи кои морам да кажам, Тамара имаше хитови, Да, значи од претходниот Макфест, што пак не победи нормално. А ја памтиме. Нормално. Зошто е нормално? Никогаш Пак да јас не победи не Тамара. памтам дека песната која што останала како хит на Макфест, освен да кажеме Дуле и Коки, памтам еве Нема утеха на Александар Пилева дека беше стварно хит, Дуле и Коки и тоа е тоа се што можам да се сетам во моментот. И дека другите кои што се полошо пласирани стануваат поголеми И хитови. не знам дали сваќате колку е тоа небитно всушност. Да. Ако пејачот на тој начин ја гледа работата. А ако одиш стрикно за да победиш, тогаш е тоа многу битно. Има да. смисла кога ќе кажете не одам да победам. Мислам дека е шега кога Тамара ја прогласи за втора. Ама ете, многу присебно се зема втората награда. Тоа всушност втор се случува, неа и неколку Не години само предходно имаше одличен Прашина не Немир на победи на Коветар. Макфест. Прашина заврши 9-та на Макфест. Ете го примерот. Да, и следната година верувам дека Земиме ќе биде највртена песна помеѓу два фестивали, како што беше Прашина и како што беше и Готово е на Тамара и како што биле ред други хитови. Зборови на Маја Вукичевиќ која не успеа ни во финале Да. да влезе и многу такви други песни. Влезе Маја во финале, но мислам со помош на жирито. За жал. Милица, Кристина, ви благодариме што бевте дел од Зебра. Ни беше пријатно да си помуабетиме за македонската музика и во кој правец се движи. Ви благодариме што не следевте. Фала. Поздрав. Благодарам.